Некојаш дури работите кои немаат логика, кои што не можеме да ги разбереме, се вистинските работи кои што треба да ги направиме, затоа што душата го знае патот кој што треба да го поминеме. И сега оваа карта можеме да ја гледаме и од практична страна и да кажеме дека едноставно е поврзана со некои правни работи, поврзани со законот, со војска, полиција, со судство, нешто во тој правец. Сега, да видиме. Дали во минатото сте биле комплетен материјалист? Материјалист не мислам оној што ги сака парите и што ужива само во материјалните работи, него буквално светот го гледате од аспект на материјалното. Не размислувате многу за спиритуалниот дел, за духовното. И после одеднаш нешто ве натерало да се посветите целосно на духовното. Гледам голем дел од тие енергии кај вас во текот на месец ноември. Од друга страна, вие може да сте некоја јака, сигурна, самоуверена личност и одеднаш да сте го изгубиле некако тлото под нозете. Да сте се подуплашиле, често да сретнувате непријатели или луѓе кои што се непријатни со вас. Сега ќе ви кажам. Најважно е овдека да ставите стоп, да запрете и да ја проучите, да ја скенирате цела ситуација. Секогаш кога ви се случува така многу нешто страшно и погрешно, првата работа што треба да ја направите е да се дистанцирате од неа колку што е можно повеќе, колку што ви дозволува ситуацијата. Се случува со причина, можно е некојаш да сте биле вие нефер кон некој. Па сега ова се случува за вие да сватите, да добиете различна перспектива и да сватите што се случувало, што сте направиле. Или па може би во животот сте биле презаштитени и сега одеднаш сте се нашли у ситуација да се соочите со реалноста и со сите луѓе и добри и лоши и сите добри и лоши работи на едно место.